имаме следните ими и содржини подготвено за вас, почитувани, и останете се разбира и понатаму со Алфа телевизија, затоа што ќе слушнете една мощна и интересна тема. Јас би кажала и не секојдневна. Ке се запознаеме со неа сега многу повеќе. Добро утро за нашата гостинка. Добре ни дојдовте. Добро утро. И драго ми е што ќе бидете дел од нашата утринска програма. Селина Тонкин, така? Да, Селина Тонкин Кјатиповска по македонски. Да. Убаво, интересно име. Тренер за ЕФТ, така ќе го кажеме? Да. Ако често велите се прејадуваме, и ако јадеме со емоции, кога велиме нервозни сме или тажни сме, апетитот е поголем, или на нервна база имам килограми и така натаму, меѓутоа има решение за тоа и ќе го дознаеме во овој момент сега. Повелете со разговорот и со внимание ќе слушам. Благодарам многу, да. Добре дојде за нашата драга гостинка која вчера ни допатува од Австралија, од Мелбурн, по потекло македонка. Добре ве најдов. Да, скоро половина век живее во Австралија и таму работи интересни нешта, кои што е дојдена овде да ги сподели заедно со нас и заедно со многу луѓе кои сакаат да добијат одговори на прашања кои е човечки ние да си ги поставуваме непрестано во животот. Зошто се прејадувам, зошто на првиот мој стрес веднаш посегнувам по храна, што ми прави храната, дали чувствувам емоции кон истата, како можам себе си да си помогнам. Сето тоа спакувано денеска ќе се обидеме во 20 на нецели минути да ви го одговориме и да ви помогнеме. Еве утре конкретно Селина има работилница во јавна соба на која што и вие можете да учествувате. Се уште имаме заинтересирани, се уште луѓе се пријавуваат на истата работилница, но ќе им кажем многу повеќе детали низ разговорот. За почеток, што значи EFT или EFT техника? Благодарам прво што ми дадовте можност да зборам за ова многу интересна и многу корисна техника. Таа се вика, тоа е накратко за тапкање за емоционална слобода. И јас ќе го викам тапкање накратко. И тоа е техника за сама помош. Но треба да знаеме како да, прво да се научиме добро како да ја употребуваме и многу помага за многу работи, специјално за стресот. И јас сум EFT тренер, и јас учам клиничко EFT. А што е EFT? Тоа е една техника што комбинира кинеската древна медицина за акупунктура со модерната психологија. И значи ние кога тапкаме на тие акупунктурни точки, може да ви ги покажам тие точки. Кога тапкаме ние на тие точки, исто така се фокусираме на проблемот што сакаме да го разрешиме. И често го кажуваме проблемот гласно, за да можеме да се впиеме, да можеме да го почувствуваме. Значи, додека се тапкаме, ние си кажуваме за маката што сакаме да ја разрешиме, точно, така? Точно. Да речеме наједноставно да кажеме, тапкаме и викаме, јас се прејадувам. Јас не можам да престанам да јадам. Не знам зашто не можам да престанам да јадам. На едноставен начин, така можам да ви го покажам. И кога го правиме ние ова, ние испраќаме порака до центарот на мозокот, каде што се ствара стресот. Исто така испраќаме сигнали до центарот на мозокот каде што се нашите емоции. Тие емоции што не прават да одиме да јадеме. И пораката е смирите се, телото да се смири и после за да можеме да имаме емоционална рамнотежа. И после кога имаме емоционална рамнотежа, ние може јадењето да биде пред нас, да го игнорираме. Или имаме избор. Да, ако не сакаме, имаме избор. Пред тоа да го направиме, ќе го видиме, да речеме, еве јас донесов милка, чоколадо, ако сум под стрес, не можам да чекам, ќе го јадам, така не е. Иако не ви се јаде? Ама посегнуваме по тоа и го јадеме, така нели? Тоа е проблемот, зашто ние треба да јадеме. Храната е убава, јас уживам храна, јас стоим викам на клиентите, храната не е непријател.
Така не е. Храната не е потребна. Ама кога се прејадуваме, тогаш е проблемот. И истражувањата покажува дека 75% од прејадувањето е всушност заради нашите емоции. Можеме да речеме се ги јадеме нашите емоции. И нашиот гнев си го јадеме, кој што си го акумулираме, понекогаш дури и си го растеме. Да. Ние обожуваме да си го растеме. Точно. Гневот покривајќи го со тони храна, нездрава, штетна, многу калорична храна која не ни е потребна. Точно, на која што не му е потребно на телото. Така не е. Но си мислиме дека кога ние ја јадиме таа храна, знаете, има едно, прво да кажам, има една како фраза по англиски, не знам дали ќе се преведе добро по македонски, ама фразата е вака: не прашувај шо јадеш, прашувај шо те јаде тебе. Да. Шо имаш во душата, дали имаш празнина, дали имаш страв и сакаш да ја исполниш со јадењето. Така. На македонски би било не е битно што јадеш, туку што те јаде тебе. Убаво, сега ќе знам. Да, навистина има голема вистина во сето ова. Сега во пракса сигурно не е така брзо и така лесно да добиеме ние резултати или промена некаква. Веруваат ли клиентите ваши искуствено? Веруваат ли во ова што им го пренесувате и колку самите за колка временски период успеваат да направат некоја промена во нивната емотивна состојба и во начинот на кој што приоѓаат кон храната како брз спас, како брза помош ни доаѓа храната дома, да. Точно така. Храната, ако ние се чувствуваме под стрес или ако под гнев или исплашени, кога ќе се најадеме ние, тоа е најбрз начин да се смени расположението. Така не е. И ќе помогне за 1 минута додека јадеме. После, кога ќе помине тоа убавото чувство, да речеме од ова чоколадо, кога ќе го лапнеме, ние ќе имаме грижана совест. Кога ќе помине тоа чувство дека убавото чувство од чоколадото, после го имаме проблемот што не го разрешивме и на тоа се чувствуваме и криви. Уште покриви. И после ќе си викаме безпомошна сум, не ме бива мене и ќе одиме пак ќе јадеме уште поиќе и ќе се најдеме во тој кругот на више цикл на прејадување и не знаеме како да излеземе. А веќе секој ден не собира гардеробата и секој ден дополнително проблемот се зголемува. Така, нели, не сака огледалото, не ми е убаво огледалото затоа што ми додава килограми плюс и така натаму и тогаш почнуваат вистинските, би рекла, проблеми, посебно за нас жените. Точно, тоа е голем проблем. И ме прашате за клиентите, обично ќе дојдат кај мене кога ќе пробат све друго и не им помага и имат слушнато за дека јас работам со храна и знаат за силата. Една од работите што работам со храна, знаат исто така, имат слушнато за сила. Сега повеќе се знае за ИФТ и ќе ми дојдат, ќе ми речат, ајде, ништо не ми помага, ајде да видам ти дали може да ми помогнеш, да речеме така горе-долу, знаете. И многу интересно колку се чудат, колку брзо се справат со тие чувства кои што се под притисок. Колку брзо може да се ослободат од тие чувства со тапкањето и колку брзо може да се ослободат од таа неодолива желба, од тој поров да јадат. Но се разбира, треба после да се практикува. Така не е. Така е, сега гледачите сигурно ги интересира и да им нешто во живо вака да им презентираме, за да можат да пробаат на себе, а оние што нема да пофатат ништо денеска, можете да се пријавите на работилницата и да учествувате утре, па да се обидете вистински да направите некои промени, доколку често и вие посекнувате непотребно по храна или на тој начин си ја компензирате состојбата, проблемот кој го имате и се трудите да го разрешите, ама на погрешен начин, за жал. Да. Јас може само да ви кажам една кратка вежба, што ги учам клиентите како за прва помош. Значи да се прекине тој круг на очајност, да? И може да ви покажам малку, да. И значи треба да ќе тапкаме на акупунктурните точки, но треба да се тапка точно на точката. Значи, кога гледаш YouTube, тапкат секаде, не помага. Добро. Значи, вака,
како што реков, ова е многу едноставен начин. Ова не е клиничко EFT, ова е само за прва помош, добро? Значи, ако се наоѓате вие под стрес и се чувствувате очајно и си мислите, чекај сега ќе одам ќе си купам милка, можете да застанете и вака да направите. Да се тапкате на почетокот на веќата и да направите 2 пати да вдишите и еднаш да издишите. И да речете ослободи се. Ослободи се. Под окото. Ослободи се. Под носот. Ослободи се. Ослободи се. Уште 3 точки. Тука кај кошот. Тука, под раката. И јас се смирив. Браво. Па јас се смирив само што ве гледам. А тек да се тапкав. Јас додуше и фабрички, да ви кажам, во моето фабричко подесување сум смирена, веројатно така сум родена, но и јас имам точки кога ми е потребно време, кога ми е потребно да се смирам. Ова е за сите кои што реагираме импулсивно, за сите кои што реагираме нервозно или за сите кои што често умееме да акумулираме гнев кој ништо добро нема да ни донесе. Не. Точно. Да. Колку клиентите кога доаѓаат кај вас по Мелбурн споделуваат се што приватно доживуваат, дали се отворени, дали е потребно за да ја разрешите некоја ситуација, дали е потребно да ви се буквално да ви се исповедаат што им се случува или само вие не ве интересира суштината, коренот на нивниот проблем, туку како онаа состојба која ја имаат во моментов да ја променат? Тоа зависи. Знаете, тоа не може генерално да се каже. Зависи колку е голем проблемот. Ако го имат некој проблем со многу години, ако има некоја траума што го има предизвикано проблемот за прејадување, тогаш се разбира може да заземе малку долго време. И до клиентот е колку има волја и искреност да се спроведе со тој проблем. Но можам да ви гарантирам една работа, дека уште од првата сесија што ќе имаме се чудат колку многу помага. Да. Но работата, една одлична работа со EFT е што јас ви покажам дека вие сте стручњак, експерт, не ми текно кажете го точно збор, на вашето тело. Никој друг не може да ви го знае вашето тело, вашите емоции, вашите истории, вашата подсвест подобро од вас. И со EFT јас ви помагам вие да се завлезете во вашето тело, да се конектирате со вашето тело и да ги слушнете внатрешните гласови и пораки кои ви ги испраќа вашето тело. Од кој се плашевте порано? И за да ги избегнете, одете или јадете, или пушите, или некои други работи. Или алкохол, или други штетни работи кои само ќе влошат и така лошата слика. Колку Австралија има проблем со обезност, со прекумерна тежина? Колку луѓето често таму посегнуваат по храна? Знам дека во Австралија јас сум била и сум престојувала подолго време. И се сеќавам од тој мој престој дека луѓето таму или зборуваат за пари, колку работат, колку заработиле, или зборуваат за храна. Браво. За трето нешто баш и не слушнав да се зборува. Политика нема. Нема, никој не го интересира политика. Или спорт, или храна, или храна, или пари, заработувачка. Да, добро забележавте вие. Значи, кога излезаме ние да речеме во некое друштво, женско друштво, а сега гледам и машко друштво, кога тогаш зборот ќе оди на храната. Под која диета сте, што е популарно, ајде да разменеме информација како тоа да помага. Ако помагаат диетите, сите ќе бевме слаби. Така не е, зашто има толку многу диети, толку многу се продаваат работи. Но вие изгледате прекрасно, можам да замислам колкава мотивација сте им на вашите клиенти. Благодарам. Јас треба да го учам тоа што го правам. Не треба да го учам тоа што не го правам. Така не е. Австралија има голем проблем, огромен проблем
со луѓе со одвишна телесна тежина и значи голема индустрија е тоа. Да. А ова што јас го учам EFT е основано на изучувањето на Bond University. Доктор Питер Стейплтон, таа е професорка на Bond University во Австралија и таа е еден од најголемите истражувачи во светот на EFT и храна. И там е мене менторка, ние имаме напишано заедно книга EFT за интровертни луѓе, јас сум интровертна и напишавме книга и се што ќе покажам и утре вечер што на присутните е од тоа што го имам научено од Bond University. Значи се е на научна основа. Так, Да. так. Тука некаде сакам да ги поканиме нашите гледачи. Има искреирано настан на Facebook ЕФТ и вашиот однос со храната, со кирилични букви. Настанот е така насловен. Можете и вие да прочитате што ќе биде на настанот во јавна соба утре вечер. Да. И да се пријавите уште во текот на денешниот или утрешниот ден. Секако јас сум сигурна дека со вашето присуство таму и тоа како можете да направите добри промени во начинот на кој вие со храната сте поврзани, како да се одврзете и како да примените здрави животни навики, нели? Што е тренд во Австралија како животна навика, како лајфстайл? Може Што препорачувате во Австралија како промена во животните навики или во она што да речеме задолжително треба да се консумира во текот на денот? Вие ми рековте пред малку дека многу вода пиете. Што на таков начин. Да, јас почнувам, не мора секој да го следи тоа. Како што реков, вие си се стручњак за вашето тело. Но јас ако ме прашат нешто, Вие го слушате вашето тело. Да, јас си го слушам моето тело. Јас почнувам секој сабајлет, го почнувам со млака вода, со џимбур се вика, ѓумбир. И мед. И тоа ми го чисти телото и така завршувам навечер и горе долу јас до 1 литар, 1,5 литар, не многу, не претерувам. Кога е вашиот последен оброк навечер? Кога последен пат јадете? Тоа е добро прашање. Околу 6 сатот. Да. Тоа не е нашето македонско време и нашите македонски навики. Ние навистина македонците имаме лоши навики и треба да ги промениме, да. Знаете, може да ви кажам една поговорка, кинезите, дека се толку многу луѓе, така, значи знаат може како да преживеат, така не. Ти имате една поговорка, викат, јаде го доручекот сам, дели го ручекот со пријателот, а вечерата да му на непријателот. Да. Сум ја чула често пати, но ние некако тешко ни паѓа да дадеме на непријателот. Ние сакаме најмногу да јадеме во Македонија. Попладне, навечер, затоа што првиот дел од денот некако секогаш го поминуваме или го маскираме со кафиња, со пијалоци, со напитоци, сакам да кажам, и го заменуваме најважниот оброк, а тоа е појадокот, кој треба вистина да биде кралски, вистина да биде богат, за да ни даде сила за се во текот на денот. Ама знаете што? Никогаш не е доцна да направиме добри промени. И никогаш не е доцна да почнеме од нула, бидејќи кој пробал, тој и ги увидел бенефитите од она што ќе го примени на своето тело. Всушност и кога вас ќе ве погледне човек, се е јасно дека се може да биде онака како што би сакале, дури и огледалото да не сака и да ни се допаѓа, затоа што треба човек навистина да се грижи. Ние сме, како што рековте, телото ни е единственото превозно средство кое треба да не вози до крајот на животот и да не служи. Тоа е нашиот дом, нашиот храм. Повеќе му даваме внимание ние на нешто надвор што на автомобилот кој го возиме, отколку на нашето тело. Таму се грижиме навреме да се сервисира, навреме да се однесе ова, да се однесе она, ги слушаме сите звуци на автомобилот, какви промени има, а не си го слушаме нашето тело. И се секираме каков бензин ќе ставиме во автомобилот, а за нас каков бензин ставаме, тоа е помалку важно. Но секогаш нешто не освестува и секогаш од некаде поаѓаме. Тука некаде ние ги потрошивме сите минути предвидени за нашиот разговор, ама многу ми е мило што споделивме нешто многу битно пред утрешниот настан и верувам дека поттикнавме многу наши гледачи да се пријават и да дојдат утре во јавна соба.
Јас се надевам и ви благодарам пак многу што ми ја дадовте ова можност. Благодарам и на вас и посакувам успешен настан и што почесто да се гледаме кога ни доаѓате во Македонија. Сопче? Убава гостинка, убав разговор, благодарам исто така и јас и сето оно што имавме можност да го слушнеме само за доброто за сите нас и ова со водата од раните утрински часови од секогаш го имам слушано и го практикувам во последно време. Да.